председателке, почитувана колешке, почитуван министер, почитувани колеги. Говоревте по однос на ребалансот за буџетот од ваш аспект, онака како што нели сте биле директор на УЈП, и тоа е за мене и разбирливо, но многу малку се осврнавте на комплетниот ребаланс на буџет и што тој треба да покрива, што покрива и како покрива. Моите реплики ги заснував во консултации со одредени пишувања на меѓународни финансиски институции, бидејќи не сум економист, и на одредени експерти од кај нас, од земјата и од странство. Многу се задржавте на третиот пакет на мерки и го пофаливте како успешен и дека ги дал резултатите. Еве, јас ќе ви кажам дека конкретно со бројки. Финансас Тинк вели, владата потроши 194,4 милиони евра од предвидените 550 милиони евра за трите пакети економски мерки против COVID-19 и значи државата досега потроши само 1,8% од бруто домашниот производ, што ќе каже дека третиот сет на мерки не ги дал посакуваните резултати. Зошто? Затоа што или не бил во доволна консултација со стопанските комори, како што кажавте сега веќе, малку ја подобривте комуникацијата со стопанските комори, па за четвртиот сет на мерки еве има и одредени нивни предлози, и многу го испофаливте викендот без ДДВ. Но не кажавте, а требаше да кажете, дека месецот без ДДВ, викендот што помина сега, вашата проекција, односно проекцијата на владата била дека ќе бидат потрошени 190 милиони евра од страна на граѓаните, но, за жал, биле потрошени само 8,5 милиони евра од страна на граѓаните, што многу ни кажува и нам, и на Министерот за финансии, дека граѓаните, нивната куповна моќ е многу ослабена и дека оваа мерка вие требаше да не послушате нас како опозиција и да ја направиме во 3-4 викенди, затоа што за волја на вистината и минатиот викенд ви кажувавме дека тој викенд има и неработен ден, имавте ден и пол неработен, некои молови само работеа, така да таа мерка, викенд без ДДВ, кој што само со пиар ја направивте, а реално вака не даде ефект, и тоа не мора мене да ми го признаете, тоа граѓаните го гледаат, експертите го гледаат, тоа не даде реални резултати. Сега, што велат експертите од ММФ? Тие укажуваат вака, дека дури и со социјално дистанцирање можно е да се испорача висок раст на јавните инвестиции доколку владите ги превземат следните чекори. Инвестиции веднаш во одржување, преглед и рестартирање на ветувачки проекти што беа одложени во подготовката или спроведувањето, забрзана изработка на гасоводите, планирање нови проекти веднаш усогласени со очекуваниот посткризен период. Владата на Република Македонија предлага ребаланс на буџетот кој на вистина не ги одразува ниту препораките на ММФ, ниту пак на водечките светски економисти. Значи, велиме, истражување. Преполовени средствата, и ова не мора да си економист, за да кога ќе го пролисташ ребалансот, да гледаш каде е најмногу скратено. Значи, најмногу е скратено во делот на капиталните инвестиции. Преполовени средствата за изградба на владини објекти, спортски сали и училишта, намалени пари за гасификација, што беше ветување од ваша страна дека ќе биде направено до 2021 година, еве вие ги кратите. Локални патишта, а имаме, значи, Министерството за одбрана не
претрпе значајни критики заради нашето членство во НАТО. Ние како земја членка веќе имаме обврска да плаќаме аконтации, но за жал бенефитот кој што треба да го видиме од нашето членство во НАТО се уште го нема, така да добро би било министерката помалку да прави селфиња со погрешните знамиња на авионите, туку сега тој бенефит што ние како држава членка го имаме и треба да го имаме, да го исползуваме како граѓани. Ништо немаме досега. Кога речам ништо немаме, мислам на странски директни инвестиции, било какви инвестиции од земји членки, наши стратешки партнери во НАТО. Толку околу капиталните инвестиции, кои што вие гасификацијата кажав дека ја тргате. Сега, што е најважно во оваа ковид криза? Кои се најважните ресори? Здравство и образованието. Со ребалансот на буџетот, помалку пари преку Министерството за образование и наука ќе има за изградба и реконструкција на основни и средни училишта, па така за изградба и реконструкција за основни училишта парите се намалени за 1,5 милион евра, а за изградба на училишни спортски сали во основни училишта на 5,8 милиони евра. За изградба и реконструкција на средни училишта средствата се намалени на само, замислете, 102.000 евра, а за изградба на училишни спортски сали во средните училишта на 1,4 милиони евра. Зошто го говорам ова? Апропо вашата реплика кон колегата за популизмот. Значи, ако сме сите сложни дека во моментот најважен сектор ни е здравството и образованието, тука во оваа сала имавме две или три комисии за образование, во кои што ние, пак конструктивно, опозицијата, предложивме амандмани, два амандмани, кои што вие ги одбивте, затоа што Министерката за образование, повторно со пиар, ако велите дека не сте популисти, сите мерки кои што не успеваат, само популистички ги форсирате, а тие мерки не даваат очекуван резултат. Компјутери за учениците и за наставниците не се купија. Зошто го велиме ова реконструкција на основни и средни училишта? Која е причината што не Комисијата за заразни болести и владата не даде препорака да се започне со физичко присуство на голем број на училишта? Затоа што, согласно мапирањето на терен, се кажува дека дел од тие училишта не ги исполнуваат критериумите за санитарни јазли, критериумите апропо ковид кризата. Сега, што требаше владата да направи? Барем регионално, барем во поголемите градови, сето тоа да се мапира, да се направи анализа, ама тоа требаше некој да работи од март до септември. Старо новата влада не работеше. И согласно анализите кои што ги праќаат општините, да сега предвидете во буџетот реконструкција на средните и основните училишта. Како вака ќе го тераме образованието? И оваа година вака ќе мислите да го тераме? Мислам, не е во ред. Велите дека треба да бидеме конструктивни. Да, ние ќе го гласаме ребалансот доколку ги прифатите нашите амандмани. 173 амандмани, верувајте, сите тие амандмани се ваши ветувања во делот на предизборието. Вие заборавивте дека имавме избори за време на корона криза. Во јули месец и што сте велеле? Свесни дека е корона криза, и тоа не е популизам. Велите просечна плата до 30.000 денари. Во семејство со двајца вработени тоа се 1.000 евра. Во моментот заклучно со април 2020 просечната плата изнесува 25.830 денари.
Просечната месечна нето плата во мај 2017 година изнесуваше 22.889 денари. Значи ништо од вашите ветувања, кои што, пак ќе повторам, беа сред пандемија, сред корона криза. Оно што мене многу ме загрижува, а треба и вас да ве загрижува, треба и министерот да го загрижува, се проекциите на Светската банка и таа експлицитно вели дека оние што не биле сиромашни се во ризик да западнат во сиромаштие во Република Македонија. Значи, дека нашиот раст ќе биде понизок отколку во земјите од Европа и Централна Азија и она што е најопасно е што многу луѓе кои не биле сиромашни сега можат да западнат во сиромаштија. Владините програми за поддршка на компаниите и граѓаните има до некаде влијание врз работниците и фирмите, но фискалниот простор се стесни со тоа што нивото на долг се доближи до 60% од бруто домашниот производ. До 60%. Јас бев пратеник 2014 до 2016 година, кога вашите колеги тогашни опозиционери скокаа тука поговорниците, протестираа дека и велеа дека има грчко сценарио во Република Македонија, пак говореа дека бројчаник ќе се стави на триумфалната капија за вратените пари на граѓаните. Еве го, почитувани граѓани, почитувана колешке, зголемувањето на јавниот долг по години. 59,3, односно 60% е јавниот долг на Република Македонија, што согласно критериумите на Мастрихт, ние веќе не сме средно задолжена земја, туку сме високо задолжена земја, иако се користам со речникот на тогашната опозиција, ние сме банкротирана држава и се по-сиромашно и по-сиромишно население. Еве само за граѓаните, па и за вас, тогаш кога сте протестирале и велеле дека Република Македонија е на работ на банкрот и дека и се спрема грчко сценарио, а тоа е 2012 38,3, 2013 40,3, 2014 45,8, 2015 46,6, кога започнува длабоката политичка криза во Република Македонија, 2015 46,6, до 2016 48,5. И откако доаѓа одговорната, домакински настроена влада, 60% и ние сме на работ, еве пак ќе го потребам вашиот термин, односно не вашиот лично, туку на тогашната опозиција, сегашна власт, дека ние сме на работ на банкрот, а се уште не го гледаме бројчаникот на триумфалната капија. Ама има пари за мебел, не се скратени во ребалансот, пари за мебел и пари за невладини организации, тоа мене не ми е чудно, но на граѓаните претпоставувам дека ќе им е чудно зошто на невладините организации не им се скратени средствата, договорните услуги исто така, и зошто не се зголемени, а требаше да бидат платите на здравствените работници. Кога велам здравствени работници, мислам на сите, на целиот персонал, за да не ни се случува ова што сега ни се случува, одлив од јавното во приватното здравство. И еве што вели еден наш познат економист, што вели требаше да се направи. Зголемување на буџетот на здравството требаше да биде приоритет, како и во сите земји. Воедно требаше да се започне со брза реализација на капитални проекти кои ќе останат и ќе ја подобрат состојбата трајно. Награда за здравствените работници, бонуси или исклучени од данок на доход
за да нема одлив, како што кажав, во приватните болници. Тоа подитно треба да се направи. Ако бројките се вакви, какви што ги гледаме секојдневно, ние мора да вложиме во тој сектор. Затоа и ребалансот го нарекувате, ребаланс во време на COVID-19. Тоа треба да ви е, односно да ни е приоритет. И ќе се навратам повторно образованието како исто така главна гранка. И вели компјутери за наставен кадар и за деца од ранливи категории, бесплатен интернет, дигитализација во образованието, јасна дистинкција на помошта за сектори кои се затворени со одлука на влада, за нив покривање на фиксните трошоци за да се преживее кризата. Зголемување на помошта при невработеноста, дигитализација на јавните давачки, интензивни обуки за дигитализација и така натаму. Значи тоа се совети од наши домашни експерти кои што се адекватни со експертите од Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. И кој што вели, Светската банка исто така вели дека јавните финансии ќе треба да се вратат на одржлив пат, на среден рок, за тоа што треба да се одредат нови приоритети на јавното трошење. И тука многу кажува. Значи не може да се дозволи повеќе една институција како што е Фондот за иновации, која што безмилосно ја злоупотреби својата улога и парите на граѓаните, и останатите други ги знаеме кои се агенции, велите дека вие сега кажавте во говорот дека непродуктивните трошоци биле сведени на минимум. Не верувам дека е тоа така. Секојдневно се откриваат нови и нови скандали и она што е најтрагично за првиот човек на владата кој што преку вас ќе сака да ги донесе сите закони, па и еве ребалансот на буџетот, вели дека ги пушта низ вода малите и средните предпријатија, а тоа се луѓето кои што сами заработуваат и имаат по дел невработени, по 3, 4 и 5 невработени. Тоа се најважните вака во Република Македонија, луѓе кои што не бараат ништо од државата, сами си заработуваат финансиски средства, ама тие не се олигарси. Не биле блиски до власта. А зошто ви се важни олигарсите? Тоа сите го знаеме. Добро е да подсетиме за помладата популација во Република Македонија дека олигарсите се ваш происход. Вие ги направивте, вие им дозволите да направат економско цунами во Република Македонија, да ја опустошат, да, 90-тите години, вие сте помлада, 90-тите години тогаш со законот за приватизација се направија тие олигарси. Сега некој дел од подмладоците во ова ново СДСМ, како што сакате да кажете, се длабоко поврзани со олигарсите. И тука не смеете да мрднете. Тие ви ги одредуваат политиките. Тие ви ги одредуваат дури и кадрите. Сега, значи, на нив ќе им помагате, а малите и средните предпријатија ги пуштате по вода, тоа го кажа Зоран Заев. И што е најважно, тука ќе завршам, председателке, што е најважно, вчера видовме, најважно е да се отворат фабриките за марихуана на фамилијата и на оние кои што треба да во јавноста го рекламираат тоа како огромен бизнис и огромна сделка, па дури и да се поттикнуваат младите дека тоа е добра можност за инвестиција и така натаму. А малите и средните предпријатија не се во видокругот, за жал, на оваа старонова влада. Благодарам. Ви благодарам, Јана, вам. Колешки и колеги,